Интерпол интензивно бара двајца граѓани од источниот регион. Првиот, Петар Трајковски, има 68 години и доколку биде откриен го чекаат 15 години келија. Имено Трајковски е дел од групата која во септември 2010 беше изведена пред судот во Штип со обвинение дека извршиле полов напад врз дете. Беше тоа поголем процес со неколку актери, пред се бизнисмени кои набргу добија високи затворски казни. Меѓутоа, првата шанса за слобода Трајковски ја искористи без да размислува и од државата замина во засега непозната земја за која многумина велат дека се вика Бугарија. Трајковски наводно живеел во стан во Софија, каде слободен воздух дише полни 5 години. Добро упатени велат дека тој веќе има и бугарски документи, кои ако не ја спречат, сигурно ќе ја одложат неговата евентуална екстрадиција. Вториот, кој исто така интензивно се бара со посредство на Интерпол, е 29-годишниот штипјанец Гоце Донев. Донев има казна од 12 години, која судот му ја одреди прогласувајќи го за виновен за обид за убиство пред точно 2 години. Тогаш заедно со едно лице, тие по нарачка со метални шипки пред влезната врата на домот го нападнаа Д.И. и му нанесоа телесни повреди со опасност по живот. Донев од државата побегна пред да биде уапцен, а казната му е изречена во отсуство. Сега и тој е во непозната земја, наводно со име Холандија, од каде често преку интернет комуницира со своите овдешни пријатели. Има ли шанса овие две лица да ги отслужат затворските денови? За дела за кои е изречена казна затвор над 10 години, самата санкција, односно издржувањето на казната затвор, застарува за 20 години. Тоа значи дека 20 години тие лица условно речено би требало да бидат недостапни за органите на прогонот, а тоа е малку потешко. Значи, реално во пракса, колку и да бегаат, едноставно на граница има потерници за нив распишано, ги барат и на граница нема шанса да не се фатат, доколку дојдат дури и под друг идентитет. Но што за целата работа мислат граѓаните? Дали оние што се избегани во странство ќе бидат некогаш вратени? Тешка работа. Тие се тамо снабдени, организирани се. Не верувам за брзо време. Може да се вратат, али треба да мине време да се покријат траговете. Пример за ова е и едниот од двајцата споменати бегалци. Имено Трајковски, недостапен и невидлив е веќе 5 години. Има 68, а треба да издржува 15 години затвор. Ки има ли воопшто време и за затвор и за правда?